По 3 дена штрајк на вработените во ФЗО, владата се повлече и донесе одлука со која ја поништи препораката до Управниот одбор за намалување на платите на вработените, заменувајќи ја со нова со која се бара да се усогласи вредноста на бодот согласно последно исплатените плати. Со оваа одлука на владата, на членовите на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување, им се препорача да донесат одлука која што ги штити вашите права, а се однесува на последната вредност на бодот за пресметка на платите. Оваа одлука ќе има важност од 1 јануари 2024 година до 31 мај 2024 година, што го опфаќа периодот до трајно решение, кое секако ќе биде во интерес на вработените од Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија. Оваа одлука штрајкот го стави во мирување, изјави председателот на УПОС Трпе Дејановски. Жалиме што дојде до ваква разврсница, значи да дојдеме до штрајк за да може владата да препорача да се останат истите плати, значи ги зацементиравме платите до 31.5 во оваа година. Можам само да се надевам дека и после 31.5 истата вредност на бодот ќе остане за вработените во Фонд за здравство, дека владата нема да се меша во независноста и во работењето на Фондот за здравство и во работењето на работниците во Фондот за здравство. Задоволство од постигнатиот договор изрази и Бранко Аџигогов, председател на синдикатот на ФЗО. Се надеваме дека ова е за општо добро на сите вработени. Во моментот јас јавно кажав дека да се донесе разумна одлука од владата, јавно ќе пофалам и јавно го пофалувам премиерот господин Талјат Џефери, затоа што оваа одлука во моментот беше најразумна што можеше да се донесе од страна на владата. Од менаџментот на фондот веруваат дека ова ќе биде стимул работните задачи да ги извршуваат во целост и најдобро што може. Очекуваме дека нема да има никаков застој во однос на остварувањето на правата и на осигурениците, но и на сите здравствени установи и сите други субјекти со кои што соработува фондот. Поништената препорака од страна на владата има важност до 31 мај, а прашањето дали таа ќе биде продолжена и по овој датум од синдикатот порачаа. Штрајкот во мирување може да се активира во било кое време доколку се донесе помала вредност на бод. Не би сакал да верувам дека ќе дојде до тоа, и со менеджментот, исто така, очекуваме дека нема, меѓутоа ние, наш народ вика, дуваме и на матеница, така да ќе бидеме спремни и вработените се спремни да продолжат штрајкот ако да дојде до несакана одлука.